Собрана цела екипа, следи рап од чумада само тврдо до крај. Па со калибар барикада коњакот го добив. Гледај ваму тибе копи, јадам шопска салата, после лесковачки рости со енергија. Позитивен како Red Bull, слушни рап, бонус трака вози лудо, пази мрсу неверецка. Да после зошто? Сте нормала машала. 1, 2, 3. Два пати прогласуван за најдобар 3-3 баскеташ у Македонија и еднаш за најбољи брк Ервин Собол. Македонскиот полубок со грчко потекло, дали беше од Херкулес или од Ахил, не можам да се сетам. Стеф Кари у втората лига, Милорад Миновски, Мичо. На теренот им влева страф на своите противници, попознат како Тупак Шакур од Драчевските улици, Кристијан Ристов Кичо. Македонскиот джин што го освои Блискиот исток, а во слободно време се зеза на баскет со обичните луѓе, сега ги брани боите на Вардар, Марко Дујкови. Те вадиме од коша, седнуваме на маса. Нема собирање. Слушај. Дали можат да го направат на ист начин? Здраво дечки, во 10-та епизода не ни гостува еден гостен, туку цела екипа. Даст кафе, победниците на 3-3 Македонија. Здраво момци. Добре дојдовте во слободно фрлање со Миклеман. Вие што сте мои гости, честито на победата првиот турнир и вториот од 3-3 Македонија. Тоа до негде кажа дека сте и шампиони за оваа година. Кажете ми вие што следува понатака? Дали имаме колку турнири имаме, наградите кога се заводуваат после Македонија што се решава? Кој да збори не? На високиот или на стариот нека збори. Значи вака конкретно за зимската лига која е момент се планираат 4 турнири. И тие се како квалификацијски турнири, што после има финален завршен турнир. И награди има нека маничка награда и има слот карти за челенџер. Што значи тоа челенџер после каде се оди? Не се знае уште не е дефинирано каде ќе се игра челенџерот. Тоа значи дека што значи тоа да кажеме апсолутно. Зого ти како поискусен вака се настапал во Србија и се игра вака турнири. Што е челенџерот усвај? Челенџер е малку поголемо ниво од сателит, каде што истите екипи идат, значи и на челенџер и на мастер. И тие што ќе го освојат челенџерот имаат мислам wild карта за на мастер. Каде што ако го освоиш имаш и добри патички. Значи може да стигнете до Америка, до овој затворов кај што се играше таму 3-3. Алкатрас? На Алкатрас. Најверојатно, не знам. Дај може ли го сакав успех па да стигнете до кај што може да се оди и да освоите, да се чуе македончето. За тоа играме што. Реално. Момци и девојки, кои се во помал број од гледачите на слободни фрлања, сега бидејќи сме калабалак, вака 5 луѓе, ќе шутираме секој по 5 слободни фрлања, односно моите гости ќе шутираат по 5 слободни фрлања, најуспешниот ќе се сретна со мене во финале по 10. Идеме да видиме. Прв шутира Мичо, имаме за него едно прашање. Мичо, дали е вистина или е фотомонтажа од тебе како во Златарската улица од Чаршија купуваш веренички прстен? Сака да ме деконцентрира за да промашам. А тоа нема да ми успее. Здраво багра. Да ги наснеме од другите, дај. Концентрирај се сега. Довршија поговорката. Наврна 10 сантима снег или... Да му одговорам на човекот. Да, Да завршиме, ќе скочиме назад па ќе измериме. Третото прашање ќе опостаи Кичо. Стеф Кари или Реджи? Реален. Четвртото прашање ќе опостаи Цоло.
Вака ми интересира една работа со кој 3 на 3 македонски играч ти е најубаво да си у иста екипа. А да не сум јас. А да не си ти? Па ветерани со стариот. Те на твоја страна имаш крпи без да платиш. Главно кого ноќта по градските светла. Пето прашање. Мичо, Ангели се претенденти да влезат у прва лига оваа година. Каква минутажа очекуваш следна година? Што за мене би играли 90 минути фудбалски така. Ке паднеш во раце на осогласена група. Ти ги лово Сега на ред да шутира Ервин Цого. Јо, кажи ми, дали оваа година очекуваш да добиеш наградата за најдобар 3 на 3 баскет? Секото дека да. Искрено. Да. Ми се шушкани шаршијата дека наскоро ќе се појавиш у високо буџетен филм за возрастни, дали е вистина? Не. Стари, ако платат многу, ќе рече не, се шалам. Третото прашање за Цого ќе го постави Мичо. Цогович, на која тетоважа паднале највише? Најак. Имам уште едно. Ще има, а само они си ја знаат вече. Четвртото прашање за Цого ќе го постави Кичо. Зашто седмица? Зашо седмица? Фаспут се умијам. Големни просечен поведен мозокот испрам, голем пацери во панцири. Се шалам, омилена. Пето прашање за Цого, до сега поводи 3, да видиме. Кажи ми, Цого, доколку би можел да направиш репрезентација на Македонија за 3 на 3, кој би ги одбрал? Јас. Се шалам. Се шалам. Копи, пасте. Екипата на Таскафе. Па реално сега ние сме реално. Но јас ги препознав и се уште ги знам нито своји дланки. Запамти ги моментите. Прво прашање за Кичо, кажи ми у NBA кој ти е омилен слем данк шампион? Джейсон Личес. На кјор сокак широк е било која жива фоло. Второ прашање. Кажи ми, дали е вистина дека 95-та на концерт у Вегас, место Тупак си улетал на замена да настапиш, пошто братот бил многу напрен и не можел? За малце. Некад сам кода дилам, зашто повеќе од овој текст има надеж со секој стрих кажан ташан стар. Трето прашање, Мичо. Дали имаш некое афроамериканско-афричко потекло? Истурана трака за да разберат. Треба прадедови да го прашам. Четвртото прашање ќе го постави Цого. Што ти значи Money in the House? И дали е тоа од Хикс? Хикс. Тогаш добре дојде да речи се бито, го сега нисто го стилот на бито на. Петото прашање за Кичо ќе го постави Марко. Ема, водиш плави девојки или црни? И плави црни. Затоа го мразиш себе се најде во текст на чака након. Речи се касито питано. Прво прашање за Марко. Дали е вистина у Либија на некој надпревар реален дека присуствувал Јао Минг и дека си отишол и си му рекол: "Друже, ја на тебе можам бурек на глава да ти јадам"? Радирам кога вола форовиш. Второто прашање ќе го постави Кичо. Вике, Блек Мамба или Анаконда? Чуци. Третото прашање ќе го постави Цого. Ме занима со висината иде и должината или се лажа? Да те врати назад пак. Четврто прашање има Мичо. Само ми реци, јел можеш многу мрезом? Кога хип-хопот го запозна. Последно прашање за Марко. Кажи ми, до сега во сите места каде што си настапувал, каде што си играл во кариерата, каде ти било омилено, каде најдобро си се снашол според тебе? Даже, нека да размислиш.
Темело тука двор ми е, фундаментот е зачуван од него јас. 5-4. Имаме нерешено. Бидејќи и Цого и Марко дадоа по 4 од 5, сега ќе идеме тај брек, ќе шутираат 1 по 1, кој прв ќе промаши тој отпаѓа. Прв е Марко. Правам стил, крадам, не дека мене од новото нешто многу ми смета, но имам љубов да се враќам во 95-та. Ја, ми треба грув да ме врати назад пак. Во 95-та. Ја, ти треба грув да те врати назад пак. Во 95-та. Ја сакам грув да ме врати назад пак. Во 95-та. Ја. Ајде, дике финале. Во 10? Влеза во финалето против Ликлево. Го сака, без трикови во ракав, до целта видов мака. Вистина зборам, вистината знае дека е така. Со љубов создавам, креирам, ослободувам енергија, вибрирам, фреквенција што ме смирува, живеам за слободата, на никого не робувам. Буден ко Буда, буден сум и кога сонувам, мирен ко пацифист. Чист писмейкер, раце во вис на лист, лирика чувам од дете, додека постоја мете и јас ке возам низ етер. Добро во рете, хип-хопот е жив одамна веќе, не умира, но менува форма и не е догма. Може да биде секаде, не само кај тебе дома, него чуве себично пушти. Време е за Delta Car Wash 3-point shot. Грув да ме врати назад пак. Од 95-та. Ја, ти сакаш грув да те врати назад пак. Марко победи 7-5, тоа значи дека сега ќе шутира тројка, ако победи од прва, собираме 1500 денари, ако победи од втора 1000, ако победи од трета, шутот вреди 500 денари, идеме да видиме. Јас сакам бит. Од 95-та. Ти сакаш бит. Тројка, 1000 од втора. Дечки, тоа беа Даст кафе во слободни фрлања со Никлеман. Во финалето со мене шутираше Марко Дујковиќ, кој погоди 7, јас погодив само 5, тоа се 12, по 200 денари, 2400 денари. Марко ја погоди тројката од втора, тоа е 1000, значи вкупно 3400 денари кои ќе ги донираме во хуманитарни цели како и секоја епизода. Гостите, за да не ги пратиме празнина кај дома, им спрemевме подарочиња како и сегогаш. Сладкарал апетит, бидејќи денеска е Валентајн. Им спремивме за да им дадат на своите понежни половини нешто изненадување сладко. Вуди Муди, тука има рамка за слика исто за денот на влюбените, па за кого ќе ја дадат, они се знаат. Здрава храна Моринга, микс од апетисани, здрава исхрана. Мајчка, слободни фрлања со Никлеман, за да се сеќаваат на моментот дека гостувале. Еве, ова е проба повели, проба да много, еве за Мичо, еве за Марко, и за Кичо. Момци, мило ми е што бевте дел од слободни фрлања, се надам дека добро се познаете и вие. Благодарим што ме поканисте исто и се извинуваме што победивме ние денеска. Гледате слободни фрлања со Никлеман. Никлеман пушта многу вакви супер епизоди. Така, Бидете хумани. И фала ти на повикот.